11-ти подкаст на Ирала, разговор во редакција. Најчесто известуваме за организиран криминал, корупција, афери, пари, перење пари. Ова вечер наш фокус ќе биде една појава која изминатиот период ја детектиравме во Ирала, а тоа е зголемениот број на напади врз девојки, жени, сексуално вознемирувани, сексуално нападнати и слично. Вечерва домаќин сум јас, Бојан Становски. Малце поразличен состав имаме. Поразличен состав. Домаќин исто на подкастот ќе биде и Деница Чадиковска од Ирала. Така и наши гости се новинарите во Ирала. Ивана Настеска. И Давид Илиевски, кој што требаше да биде на местото на Бојан, ама малце не се осеќам доволно добро за да можам да го водам овој подкаст. Пред да почнеме, валја треба да соопштиме нешто и за нашиот водител кој што заедно го теравме овој подкаст првите 10 епизоди. Да, од Горан Тебеногов веќе не е дел од Ирала. За жал, да. Да, за жал, ние продолжуваме понатаму. Благодариме за све до сега и за сите подкасти и за цел напор кој го даде во Ирала изминатија година дена. Една година сработевме многу работи, така да Горан ти благодариме за борбата и продолжуваме да го водиме овој подкаст во истиот дух. Така е. Тема на денешниот подкаст ќе биде една тема која нас не излезе, да речеме, интересна во однос на тоа како другите медиуми објавија за еден напад, каде таксист нападна 19 годишна студентка која студира во Скопје. Причината за текстот не беше за да докажеме дека се случило или не се случило напад, туку начинот на кој медиумите известува и стигматизацијата на жртвата и осудата во јавниот простор или на социјалните мрежи. Ивана, дојдовме до идеја да објавиме затоа што беше само една реченица куса објавена во дневниот билтен на МВР, а второ, да речеме, можеме и така да заклучиме, не изнервира начинот на кој објавија традиционалните медиуми за вест. Да кажеме малку повеќе дека Ирала до сега нема работено на вакви теми. Тука не се обработуваше директно корупцијата, да. Меѓутоа, јас, на пример, исто така ја прочитав по порталите по интернет веста. Тоа беше буквално ископиран делот од билтенот, од полицискиот билтен, каде што беше соопштено за тој настан. Буквално ниту еден од медиумите не се јавил да побара дополнителни информации, некако некои дополнителни информации за да може подобро да ја разработи тој настан. 2-3 дена по објавувањето во медиумите, самите девојки жртви се обратија до новинарите на Ирала и по куса дискусија меѓу колегите нели одлучивме да направиме една подлабока анализа со овој проблем и за нападот врз жените и тоа како се третираат во јавниот дискурс, особено жртвите, колку е важно каков ќе биде вордингот кога се пренесуваат такви настани во јавноста, на јавните гласила. И тука го отворивме и проблемот со дивите таксисти, бидејќи се работеше за нелегален таксист, односно лажно се прикажувал како таксист, ги зел девојките во кола, се качиле и понатаму ќе раскажеме точно што беше приказната. Затоа што неколку работи нафрли, мислам дека е добро ако можеш да почнеш со вовед во тоа што точно се случило со девојките. Да, девојките се студентки прва година на факултет. Она што излезе во МВР дека е најважно дека е 19 годишна девојка од Кичево и во тие 2,5 реченици од МВР стоеше дека таксистот недолично се однесувал. Кога девојките пристапија да ни ја раскажат нивниот дел од приказната, она што всушност се случило и што го кажале исто така пред полициските службеници, а не влезе во записник, е всушност дека они се обиделе да побараат такси прво по такси компаниите по телефон. Тие се млади луѓе, биле излезени во дискотека, нема ништо страшно тука, нема ништо чудно во тоа. Да. Меѓутоа не успеале да најдат такси на повик, влегле во првото такси кое што било паркирано пред клубот, кое што
Имало светлечка реклама, имало број на возило, се изгледало нормално. Мислеле дека од такси компанија. Немало воопшто Дека станува збор за се див таксист. посомневаат, да. Они тргнуваат за дома, за во аеродром, во истиот состав, секогаш кога и да бидат излезени, тројца луѓе се. Проблемите почнуваат откако нивниот другар излегува од кола, таксистот почнува да им зборува гадости, на едната девојка и фрла банана во скут, го вади половиот орган, се самозадоволува, почнува да ја допира и во еден момент девојката која седи позади вика и кажува дека веќе повикала полиција, веројатно во тој момент се исплашил, застанал, меѓутоа нападот не застанува тука. Откако излегуваат девојките од возилото, излегува и тој, едната е гори со цигара во вратот, ги напаѓа физички, значи буквално биле нападнати. И тоа не е недолично однесување, само недолично однесување. Добро, треба и да потенцираме и дека се сочили со непријатност кога дошле првите униформирани полицајци, кога ги прашале недоличните прашања, дали е што сте носеле, дали мислам сте дека ова е еден од главните тригери зошто ИРЛ се реши да работи на ова истражување, мислам на оваа приказна. Зашто им се случи секундарна виктимизација, ги осудија на социјалните мрежи како нападнатите да се насилниците. Деница Давид, вие сте помлади, делот бедните и лоши коментари по социјалните мрежи беа речиси од ваши врсници. Како може да го објасниме тој феномен кога се осудуваат млади луѓе кои се забавуваат и е нормално во 3, во 4 часот пополнок да се враќаат од забава, од дискотека или од било што? Не знам, коментарите рече беа од наши врсници, мислам дека меѓу нив и од ваши врсници и од повозрасни луѓе. Како и да е згрозени, баш бевме згрозени од коментарите. Прво, мислам дека многу придонесе и начинот на кој што медиумите известуваа, бидејќи во главен фокус беше девојката, нападнатата девојка, а не беше таксистот кој ја нападнал. Значи, насловите беа 19 годишна девојка нападната, додека да стигнеш до тоа кој ја нападнал. И потоа, заради тој начин на кој што ги структурираме ние речениците, фокусот наместо кон насилникот се пренасочува кон жртвата. И тука дојдоа сите тие прашања, како било наоблечено, што барала во 4 сабајле. Тоа се сетови на прашања што нас апсолутно никогаш нема ни помогнат во поглед на превенција на насилство. Никој не праша зошто насилникот ја нападнал жртвата, зошто овој проблем уште се случува и во Македонија и во целиот свет. Што е проблемот со мажите, зошто уште ги напаѓаат жените? Никој не го постави тоа прашање. Јас едната клучна работа која што ми е нејасна е како може се уште да дозволуваме да се банализираат овие работи на ниво на кое што ќе поставуваме прашања од типот на како било облечена девојката, зошто било излезена во 4 часот сабајле, па имали родители таа девојка. Зошто седнала напред во таа Затоа што некако стварно ми е едноставно не можам да го сватам човечкиот ум кој што прво нешто што му текнува кога ќе слушне дека одредена девојка била нападната и се соочила со таква случка, да прво помисли на тие работи, а да не размисли на тоа како стигнало да се случи ова. И едноставно немам коментар. Единствената работа мене која што ми стои и која што буквално ми изфрустрира најмногу е реакцијата од страна на институциите и начинот на кој што се справуваме, и затоа што Деница постави како може да проложи ова да се случува и зошто се случува. Ја мислам дека еден од главните проблеми е неказнивост. Значи, покрај родовата нееднаквост, која што е еден од главните причинители за да доаѓа до насилство врз жените, како број 1 причина, втората причина би била неказнивост. Ако ние имаме систем кој што не ги санкционира овие луѓе, кој што не успева да ги заштити жртвите од вакви настани, во тој случај зашто некој не би се обхрбил да го направи пак истото. Излезе веста дека таксистот е избеган од државата. Да. Види, не знаеме со однос на тоа што се уште мислам дека не е сослушан во полициска станица и каква пријава, ако има само пријава за недолично однесување, значи може и да не е избеган, може само да ја напуштил Македонија. Токму и затоа девојките се обратија до ИРЛ, бидејќи по 3 пати одење во полиција и раскажување на сето тоа што се случило. Добро, раскажи ни го малце делот, пошто си автор на, мислам, заедно го пишувавме, ама си, за делот со полициската станица и повикувањето неколку пати во полиција. Уште истата вечер, првично повикале полиција, полициските службеници стигнале релативно брзо, за 15 на минути во нивниот дом. Таму го дале првиот исказ, таму е направен првиот записник, меѓутоа
Меѓутоа, на пријавата се гледа со подсмев. Биле прашуваен како биле облечени, па дали провоцирале, па зошто вие не го истепавте. И, мислам, некои нелогични прашања, додека девојките очигледно вознемирени и во шок од тоа што им се случило, едноставно беа разочарани. Зошто скроз несериозно постапува институција која што е најчесто прва во вакви случаи каде што жртвите се обраќаат. Уште неколку пати се отидени во полиција, меѓутоа ништо се нема случајно. А ние сме сведоци дека секој ден во полицискиот билтен има по минимум една вест, настан, забележан, да, каде што имаш нападната жена, нападната девојка, и така натаму. Исто така сме свесни дека овој однос на полицајците, третирањето на вакви пријави со подсмев е многу честа пракса, дека не е само овој случај. И токму заради тоа, затоа што видоа девојките дека нема многу тука да се направи нешто од страна на полицијата, затоа и се обратија до нас да се даде малку гласност на ваквите работи. И откако јавно ги осудија веќе на социјалните мрежи, јавноста им пресуди. Да. Добро, колку влијаат социјалните мрежи и инфлуенсери и не знам и некои важни личности кои пропагираат различни вредности на Facebook, на Instagram или Сега имаме во моментов еден непријатен феномен, тоа е Ендрю Тейт, TikTok звездата. Ендрю Тейт е кикбоксер кој се прослави, мислам дека во некој реалити шоу како Big Brother и потоа стана познат по своите ставови дека жените кои се силувани треба да сносат одговорност за тоа што им се случило, дека на жената местото ја дома, дека мажот ја поседува жената. Сите оние родови стереотипи. Да, и чудното тука беше што наеднаш собра една огромна база на следбеници. Значи за многу кратко време. Им требаше многу време на социјалните мрежи да изреагираат и да му ги блокираат профилите, но тоа пак не го спречи. Ги надигруваше алгоритмите на социјалните. Да, бидејќи имаше и цела фарма на ботови, да речеме, што работат за него и плюс сега во моментов видеата што имаат хаштаг Ендрю Тейт се гледани над 12 милиарди пати. Милиарди? Да. Затоа што во моментов е на обвинет за трговија со белоробија и е во притвор во Романија, се чека пресуда. И тоа повторно не ги спречува видеата уште да се шират да како шумски пожар и да го бранат. Зошто го спомнуваме него? Затоа што Ендрю Тейт е тренд и реалност исто така во Македонија. И тоа го нека биде апел и до родители и наставници. Да, бидејќи Ендрю Тейт знаеме дека го следат момчиња од 10 до 12 годишна возраст, мислам почнувајќи. И затоа сакавме и да упатиме еден апел кон родителите и наставниците кои ќе го гледаат овој подкаст да поразговараат со своите деца и да ги прашаат дали можеби имаат вакви идоли, бидејќи ваков тренд кој што се Давид, можеш ти малку повеќе да кажеш за затоа што ја разговарав на пример со мајка ми која што е професорка по етика и по граѓанско образование во основно училиште, деца од 6-7 одделение, она вика кога предавам на часови лекција во која што ќе го спомнам Ендрю Тейт како негативен пример во делот на сексуално вознемирување или сексуално насилство, 80% од машките во класот реагираат со одбрана спрема него. И едноставно е застрашувачки да имаме деца од по 12-13 години кои што цврсто толку веруваат во ставовите кои што ги изнесува таа личност и паралелно на тоа можеби нема директно да влие дека сите 80% од тие ќе се осудат да направат нека да извршат насилство врз жените, меѓутоа средината во која што растеме е многу важна за да може да не оформи нас како личности, да ни одреди како ќе гледаме на овие работи, односно како ќе гледаме на родовата нееднаквост. Само се губам воздух, затоа и не го водам подкастот. Имаме многу добри гости кои ќе дојдат во наредниот дел од подкастот, за кои ќе може да ги разговараме овие социолошки феномени. Мене она што малце ќе вратам темата во новинарскиот дел, затоа што имаме уште кратко време со нас. Две работи ми се. Првата е кога зборевме како да го насловиме овој подкаст, една од работите која што дојде општество кое охрабрува насилство врз жените, затоа што све што гледаме во моментов изгледа дека буквално неодговорноста на институциите и непостапувањето на институциите ги охрабруваат насилниците да продолжат да го прават ова. И сега, ние како новинари, мене ме интересира, вие двајца пишувавте приказната, чисто како пристапивте на ова истражување и кои се работите кои што ние како новинари можеме да ги направиме доколку институциите потврлаат и не успеваат да ги заштитат жртвите? Вака се. Значи, тука од старт
бидејќи не е добро завршена работата, како што рековме од оној првиот чекор, каде што пристапуваат жртвите. Во овој случај е полицијата. Го водат, оваа пријава е водат како недолично однесување. Меѓутоа, кога ние се заинтересиравме за овој случај, МВР се потруди да даде одговори во оној стил, дека истрагата е во тек, дека ќе се документира, дека понатаму ќе се постапува, меѓутоа ние сакаме да видиме како ќе се постапува. Значи еден аспект е притисокот за индивидуални примери, дека институциите, доколку вршиме притисок, институциите би постапиле. И важна е стигматизацијата и нападот врз жртвите кои ги поистоветија со насилникот од таа кобна вечер, и тоа е, мислам, дека клучниот елемент и дека јавноста носи грешни заклучоци токму на паушални и еднострани известувања. Не е, значи, улогата на медиумите само да пишат дека некоја 19 годишна кишчевчанка била нападната. Таа е студент, студира во Скопје, не е важно од каде е. Важно е дека не се чувствувала безбедно ноќта кога требала да си отиде дома. И во фокус треба да не забораваме таксистот, бидејќи тој е човекот, насилникот, значи тој е човекот кој што ја нападнал, не е она нападната од некоја, не знам. Значи втората работа би било начинот на кој што се известува да се промени. И една работа јас која што и да нема сензационализам во тие наслови, мислам. Се обидовме да го идентификуваме човекот кој што ги нападнал девојките, не успеавме со информациите кои што беа достапни во јавноста, и тоа беа малку информациите кои што ги добивме од изворите во МВР, не успеавме да најдеме кој е точно таа личност. Меѓутоа, она што јас сметам дека ние како новинари можеме го направиме во наредниот период е преку вакви примери буквално да кажеме дека во Македонија постои системска дискриминација врз жените. Апсолутно. И затоа што не станува збор за еден индивидуален пример во кој што ние ќе откриеме овој човекот кој што ја нападнал 19 годишната девојка и тоа ќе заврши така, туку буквално да покажеме низ низа примери дека во државата се случува системска дискриминација и жените едноставно никако не се заштитени од оваа држава, буквално се небезбедни. И се предмет на насилство, што е најважно. Дечки, ви благодарам во првиот дел за исцрпното презентирање, Ивана, на приказната. Давид, да оздравиш. За следен подкаст ние имаме интересни гости во следниот дел, на кој ќе ги продискутираме и нападите и сексуалното вознемирување, како и начинот на кој институциите треба да се справат со вакви случаи. Фала. Фала. Во вториот дел од подкастот Разговор во редакција имаме две дами со кои веруваме дека имаме интересен разговор. Гости се Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог, и Моника Чекаловик, социјална работничка, семејна и системска советничка. Добро вечер на двете. Добро вечер. Како да започнеме, Деница? Ајде, безбедно ли е да си жена во Македонија? Безбедно ли е да се качиш во такси во 3, во 4 наутро, од некоја забава? Нормално ли е девојка да оди во мини сукња? Дали се тие прашања кои треба да ги разговараме денеска? Еве, вие како психолог. Ја обично во мојата професија се среќавам со последиците од ова. Односно, жените кои доаѓаат да се пожалат или да решат проблеми кои им се јавиле во психичкото функционирање, баш заради тоа што не се чувствуваат безбедни или имаат доживеано нешто, секакви настани, напади и така. Ја одавна ноќе не излегувам, во 3-4 обично, ама ја мислам дека секој има право да оди кај сака и да прави што сака, без да... Поготово млада личност. Млада личност сигурно, затоа што тогаш е времето, да идат да прошетаат, да се забавуваат или што сакаат да прават, мислам, не мора да дадат никакво образложение за тоа никому. По она што го слушам и она што го знам и од таа последицата, што доаѓаат кај мене, дека не секогаш е многу безбедно кај нас, зашто не е ова прв пат вакви случувања со таксисти или со било кого. Ја можам да кажам дека бројот на жени што се жалат е голем, а замислете дека сум ја само едно место каде што они доаѓаат, имам уште многу други места каде што оди, а има и голем број кои никогаш не раскажале колку им било небезбедно, затоа што некои различни причини не искаат, се срамаат, се чувствуваат виновни за тоа што им се случило. Би требало да бидеме по-безбедно место. Моника?
За жал, во наше општество, наместо да се водиме кон искоренување на вакви стигматизирања, ние никако ги надградуваме. Наместо да градиме некое безбедно и сигурно општество за жените во нашето општество, кај нас стигмата, предрасудите, јавниот линч излегуваат буквално од секоја пора на ова општество. Многу е, како да кажам, некако е сувешно да дискутираме и да дебатираме како треба да биде облечена една девојка, во колку часот треба да се врати навечер, од каде доаѓа или каде оди. Ние како општество треба да гарантираме нечија безбедност и слобода на движење, а не да се стремиме кон тоа да наоѓаме оправдувања за сторителите. Според вас две вака, зошто јас стварно не можам да разберам од каде доаѓа оваа потреба да се обвини жртвата наместо насилникот. Тука сам очигледана кој е виновен, еве сега конкретно ситуацијата со таксистот кој нападна девојка. Очигледно е кој е сторителот, кој е насилникот и кој е виновниот. Зошто ја нападнаа жртвата? Не можам да разберам искрено. Знаете, тоа треба одма да размислуваме за категоријата на луѓе кои коментираат прво на вакви настави. Например, има голем број на луѓе, што јас ги знам, кои нередовно следат тие мрежите, што се случува и кој објавува или што пишува. И уште да дадеш такви коментари, значи треба да размислиме каков е тој профил на личност на луѓе кои следат и потоа коментираат и уште такви коментари даваат. Мислам дека во секое општество има такво нешто. Многу ги има такви кај нас. луѓе, да. Сега тоа го видовме, дека многу им такви имаше, претежно такви беа коментарите. Тоа и во претходниот дел го напоменавме. Никој не постави прашање зошто таксистот ја нападнал девојката. Па тие што простуваат такви прашања не коментираат на тоа. Мислам, луѓето кои се загрижени, кои бараат некои други начини, еве како вас ќе направат емисија, некој ќе пише во новини, добив јас доста прашања што би требала на различни места да ги одговорам, значи се интересираат како да го решат тоа. А оние што коментираат најверојатно ништо не преземаат ни во едниот ни во другиот случај, ама некој излив на нешто што внатре ги мачи нив и ова е само одлично место за проекција на нивните внатрешни проблеми што ги имаат. Моника? Во нашето општество претежно се обвинува, претежно се наоѓа оправдувања за сторителот, а многу помалку се наоѓаат решенија и мерки за заштита за самата жртва. Сега би сакала да напоменам еден случај каде што 12 годишна девојче беше нападната од страна на 70 годишен човек и целиот случај заврши со тоа што човекот кој што беше сторител доби 7 годишна затворска казна. За ваков тип на кривична дело, односно на полов напад врз дете помало од 14 години, е минималната казна 13 години. Сега олеснителна околност во овој случај имаше тоа што човекот бил возраста на човекот, односно дека бил над 70 години, според нашето судство, и поради тоа што имал здравствени проблеми, а единствен здравствен проблем кој што го имал е шеќерот. Колку ние со нашето постапување и како општество, нели, и самите институции кои што постапуваат, колку ние едноставно ги охрабруваме на некој начин сторителите за да направат рецидиви во нивните кривични дела и едноставно да избегнат казната на некој начин и да добиат значително многу помала казна. Која порака ја даваме ние? Јас ме интересира во делот, сте психолог, социјален работник, најверојатно сте слушнале многу траурни моменти, може би сте биле и дел од траурни случаи. Ме интересира првиот филтер кога треба одредена девојка да посочи траума, сексуален напад, обид за сексуален напад, силување, насилство, го прават униформирани полицајци. Па доаѓа еден полицаец, па друг полицаец, па трет полицаец, па разговор, па жртвата раскажува приказна на тројца и четворица непознати. Според вас, прво како психолог, ворет ли ова? Не само што раскажува, него треба да им ги каже деталите од кои што се страми, од кои можеби некои зборови ние не ги користиме во
не секојдневниот речник, а треба да ги кажеме. Ви соопштиле ли такви детали? Што ги прашувале девојките за траумата? Да, и треба да ги кажат. Што се случило, каков би актот, на кој начин е изведен, што и направиле, имало ли пенетрација, немало, што се случило, мислам, нешто што пак ќе кажем, ние во секојдневниот говор не си зборуваме така, нели не ги користиме зборовите, а она треба после една таква траума, после нешто страшно такво што се случило, на таа еден, ако се тие униформирани, нели се официјални некои на кои што треба, службеници, ама е тешко да го раскажеш тоа, тешко да ги кажеш зборовите, тешко да го опишеш. Секое раскажување е ретравматизација, затоа што односно се враќаат се што се случило, се враќаат емоциите, се враќаат доживувањата, сликите во целост. Особено веднаш после траумата. Мислите ли дека треба да биде таму психолог, социјален работник? Ама тоа треба да си постои протокол. Значи не е ни моје мислење, не е ни на социјални работник, ни на психолози, не на никого. Не е тоа мислење, значи си постојат протоколи во светот изработени како се прима жртвата, како се обработува сето тоа, како се собираат информации, како се постапува. Е стрес за жртвата тоа дополнително? Особено, например, зборот жртва е нешто што ние не треба да го кажеме, затоа што не треба да ја виктимизираме, не треба да ја направиме жртва. Значи, ние ќе зборуваме, значи, затоа постојат такви некои начини специализирани, како се постапува со некој што доживувал таков напад. Како се зборува со незе, кои зборови се користат. Зашто ако е жртва, она ќе се дојде дома и ќе рече, јас сум жртва, и ќе си стави белек на себе си, и она ќе си живее како жртва. А после тоа, ние психолозите се собираме како да ја извадиме од улогата да биде жртва, па да стане некој нормален човек. Да ја вратиме во нешто друго. Значи, не мора да стане она жртва, не мора да и го ставиме тоа. Значи, тоа е едно, како да кажем, една точка во сето тоа. И сето оно друго што се случува, начините на испрашување, на испитување, значи си постојат начини како се врши тоа. Нормално дека треба да има психолог, треба да има социјален работник, треба да има луѓе што знаат и се специализирани не само по името, дека полицијата ќе запосли психолог. И после ништо, што ако запосли таа кида ќе чита од интернет после што треба да прави. Значи треба да бидат специализирани за тоа, обучени, и не е еден, значи тоа треба да биде тим, треба да има лекар, гинеколог, општи лекар, секој што ќе може, значи да ја прегледа жртвата, да учествува во сето тоа, нормално и официјално лице, нели, униформиран, тој што ќе биде тука и ќе запишува и така. Значи си постојат начини, ние ништо не треба да измислиме. Ама начинот на кој што сега го правиме е како карате да вежбаме, и мислам многу од жените се откажуваат од понатака, нити да дојде да зборува. Моника, сте имале ситуации да работите со жени, девојки кои биле предмет на насилство? Се случувало ли да ви посочат дека токму полицајците, таа прв филтер и прва брана ги одвраќаат да не пријават насилство и да се вратат дома? Да, тоа исклучиво во Тетово беше пример. Јас во Тетово работев една година во женскиот центар против семејно насилство и насилство врз жени и деца. Често пати жените кои ќе одат да пријават беа враќани под изговора да тоа се семејни проблеми, сите дома се расправаат, тоа ќе се среди, да не се покренува некоја постапка зашто утре би се кајала. Полициските службеници едноставно влага во улога на советувачи. И тука едноставно се изместуваат многу работи. Дополнително жената која ќе отиде да дава изјава, мислам најжално е што во нашето општество не мора него пракса да дава неколку пати иста изјава. И тоа да бидат при приемот на униформирано лице, полицаец, потоа инспекторат, и доколку има нели потреба потоа во обвинителство и слично, и се прави целосна ревиктимизација и повторна ревиктимизација, каде што тоа е стварно еден макотрпан процес, и со оглед на тоа какво брема, каква тежина носи сама со себе, ние дополнително некако ја ревиктимизираме со тие наши постапувања. Деница, можеме ли тука да ја слушнеме сега заедно со гостите изјавата на Наташа Гоџовска, обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, околу делот на институционалната борба и како обвинителството се справува со
да речеме ваков тип на пријави за семејно насилство, беше еден интересен податок пред да слушнете изјавата, кажа дека од 4000, рече се 4200 пријави во обвинителството лани, само 8 биле поврзани со насилство, кои 4 за силување на жени и 4 4 за полов напад врз деца, што и самата се согласи дека е многу мала бројка и како да дојдовме на позиција дека и жртвите се обесхрабрени да пријават ваков тип на насилство. Можеме да чуеме изјавата заедно па да ја прокоментираме потоа. Исходот од тие 4 кривични пријави, една била отфрлена, за една е поднесен обвинителен акт и е во тек кривична постапка и 2 се уште се води истрага. За овие што се за полов напад врз дете, од 4 кривични пријави постапката се уште е во тек. Зборувам за предмети од 2022 година. Најнапред би сакала да укажем на жртвите, да ги охрабрам да ги пријавуваат сите настани, дали ќе се недолично или сексуално однесување да пријавуваат, а дистинкцијата дополнително ќе се направи со оглед дека пак ќе напоменам широка е рамката за тоа што представува силување и што ќе представува силување по инкорпорирање на Истанбулската конвенција во нашето законодавство. Јазот можеби е до степенот на традиционални вредности, се уште постои тој срам од пријавување, од стигматизирање на личностите кои ќе пријават, меѓутоа ред е да се поттикне и пријавувањето, а особено да се зголеми професионалната свест и професионалната сензибилност на сите органи вклучени. Полиција е тука, Центарот за социјална работа, обвинителството и судот. Во нашите законодавство инкорпорирани се меѓународните стандарди и самиот законот за кривична постапка, овозможува процес на заштита на тие жртви кои што се жртви на сексуално насилство. Постапувањето на професионалците и подигнување на нивната професионална образованост, обученост и сензитивност, да кажем професионална сензитивност, е особено значајна за овој тип на кривични дела. Јас знам дека се одвива обуки и во полиција и на колеги обвинители во делот на постапување на ваков тип на кривични дела. Обуката е важно, нели? Важно е да се стекнат знаењето, меѓутоа уште поважно е тие знаења да се имплементираат во конкретни предмети. Може би кај некои издвоени случаи постојат некои стереотипи во смисла кој е придонесот на жртвата. Меѓутоа, ако некој пријави кривично дело, жртвата пријави кривично дело, не сме од полиција да биде сопрена работата. Секако тој предмет треба да се процесуира. Жртвите треба да се чувствуваат безбедно, би кажала, затоа што постои механизам инкорпориран во нашето процесно законодавство, усогласен со меѓународни стандарди, за да ја заштити жртвата од идна секундарна виктимизација. Добро обвинителке, важно ли е за вас како обвинител да утврдите што бара девојка да се оди дома во 4 наутро, дали носи мини сукња и дали за вас како обвинител е важен мотив ова да се утврди за некој да биде сексуално вознемируван или сексуално малтретиран и дали се тоа важни прашања? Ве прашувам од аспект на човек кој практицира право. Зборуваме за виктимизација или виктимолошки пристап на жртвата како нејзин придонес за случување на кривичното дело. Кога се испитува едно кривично дело, се испитуваат елементите на кривично дело, одговорноста на сторителот, но и придонесот на жртвата. Но придонесот на жртвата е само една околност која што можеби би ја намалила кривичната одговорност. Но кривична одговорност секако треба да постои. Никој не заслужува затоа што носи се кратка сукња и се шета во 4 навечер да биде нападнат. Никој не заслужува да се атакува на неговата полова слобода и морал. Едноставно тоа е чин на слободна волја. Доколку нема слободна волја, зборуваме за постоење на некој кривично дело. Значи тоа е изјавата од обвинителката. Имаме ли стереотипи? Имаме ли обучени луѓе кои можат да постапуваат и да процесуираат вакви пријави? Дали е тоа обвинителството, дали е тоа полицијата, дали се тоа социјалните служби? Може би требаше тоа обвинителката да одговори или може би некој од МВР да каже и ве кажа дека имало курсеви каде што ги спремаат како да постапуваат во вакви случаи
Ама ние еве денеска не зборуваме за тоа што немаме таков пример. Од овие жени барем што пријавиле насилство, никоја не рекла: "Леле, знаеш како, што ми се деси, една човек, еден полицаец ме примја без срце човеков." Ај, леле, Професионален. да одите сите што си имате мака, знаете, значи ние само слушаме фидбек од народот што е негативен. Може би такво нешто постои, нели? Ама ние не го знаеме. Би сакале да видиме. Добро, може би има случаи. и може би има и Сигурно. професионалци кои Да, работат најверојатно. сигурно има и професионалци и тука се поставуваме прашањето тогаш, ако се овие професионалци овие се добри, а што се овие другиве на кои што се жалиме? Тогаш станува некои подлабоки проблеми таму, како се регрутираат тие луѓе да дојдат да работат у полиција, кој ги опрема, како се учат, што се случува таму, дали некој гледа каков тип на личност е тоа, затоа што очигледно дека таквите груби зборувања со жените е проекција некоја нивна лична од културата, од воспитувањето, од тие како личност, начин на однесување кон жените, тогаш што очекувате дека он дома со својата жена ќе направи нешто подобро. Зашто ако почитува својата мајка и сопругата, сигурно дека и другите жени во кои ќе дојде со контакт, ќе ги почитува повеќе. Моника, низ само уште ова деница, има стереотипи? Во твоето искуство, што кажува кога станува збор за девојки кои се соочуваат со ваков, да речеме, еден травматичен процес на пријавување насилство, сексуално вознемирување, да не речем силување и слично? Јас би сакала само прво да се надоврзам. Мислам дека не треба да генерализираме од типот дека сите вработени во Министерството за внатрешни работи едноставно не си ги завршуваат обврските и не се компетентни за нивната професија. Да, од моето искуство, од мојата придружба на жртвите во МВР, во центрите за социјална работа и сегде во сите институции каде што имала потреба, би сакала да напоменам дека постојат луѓе кои што постапуваат. Постојат луѓе кои што се крајно професионални, но за жал постои оваа друга група на луѓе кои што едноставно не се компетентни, едноставно не може да си ги извршат своите обврски, најверојатно немаат ни лични капацитети, најверојатно немаат ни емпатично за да работат со оваа категорија на луѓе и токму поради овие луѓе, токму поради начинот на вработување и системот во кој што функционираме доаѓа до ваков исход. Меѓутоа не е тоа така дека треба да генерализираме или дека нема професионалци кои што навистина се работат својата работа најпрофесионално. Да, на прииска спомнавме дека всушност полицајците не треба да се тие што ќе ја примат жртвата. И веројатно во тој случај не би имале ни потреба да дискутираме за овие две групи или две категории на луѓе, едни со повеќе емпатија, други со помалку. Јас сакав да ве прашам вас како психолог, како се чувствува една жена или девојка која ќе дојде да пријави, и еве сега во овој случај што го видовме, ќе најде на подсмев од полицајците за настан кој се случил вечерта и кој е многу травматичен и нејзе ќе остави белег до крај на животот. Ја не сум присуствувала на такво нешто у моментот кога се пријавува или после тоа, од кога ќе поминат тие, ќе дојдат кај мене за да кажат дека им е тешко и така. Ама ако зборуваме за подсмев, значи тоа е катастрофа за некоја таква личност. Најверојатно дека 90% ќе избегаат и више никад нема нити да продолжат постапката, нити дека некому нешто ќе му кажат. Затоа што она што е карактеристично за вакви напади, особено сексуалните напади, е тоа дека тој што го прави нападот нити има чувство на срам, нити има чувство на вина, нити има некој проблем сигурно. И тоа нападот, самиот напад е како да он вришти: ја имам проблем, дојдете помогнете ми, затоа што прави нешто што не е нормално, нели, за човечко суштество. А жените подсмевот го доживуваат, нели, као мала смрт после еден таков настан, тоа е катастрофално нешто да доживеат. Мислам дека не секогаш, еве како што каже и колешката, се доживуваат такви работи, ама затоа што подсмевот е нешто многу специфично. Сарказмот исто, нели? А како беше облечена, што носеше.
Има некои девојки раскажуваат ете за такви некои случаи. Јас не сум ги видела, али мислам дека прво што би требало да се искорени таму би било тоа. Начинот на кој што зборуваат со жена која ќе дојде и ќе пријави било какво насилство. Дали мажот и удрил шамар до сексуално злоставување, зашто и во бракот има сексуално злоставување и силување и значи страшно би требало да се води грижа за тоа како се зборува веднаш после настанот, значи првото пријавување е многу битно како ќе прима жртвата. Верувам дека не е секогаш таков случајот, ама кога си жртва па еднаш е потребно. И да не е секогаш ако ти се случи. Па знаете, ова е живот. Носи се што. Никој не е вакциниран против тоа. Дека нема ништо никогаш да му се случи нешто. Не зборувам за подсмевот од полицијата, ама како што кажавте на почеток, кога би имале стандарди, кога би била оваа стандардизирана процедура, не би требало не да разговараме воопшто за ова. Да. Значи си постојат протоколи, се знае кога никој ќе дојде, ќе си пријави тоа, се знае како се постапува, кој ќе дојде, кој ќе разговара, како ќе се изврши разговорот. Се во смисла да се заштити оној што го доживеал сето тоа. Дали треба полицајците да се обучат или да се вклучат психолози и социјални работници во процесот? И едно и друго. Двете. Да, затоа што они како да е се во контекст со тоа. Значи еден неубав коментар може да направи катастрофа. Нешто што жртвата заедно со тие флешбекови што ќе ги има од настанот, ќе ги има флешбековите и од зборовите што и се упатени. Зашто она веќе се чувствува пострамена и виновна и веќе и е страшно, веќе се чувствува страшно повредена, шокирана, травматизирана, веќе го носи тоа. Значи секој невнимателен збор кај незе може да направи уште поголема рана. Нешто што никогаш баш во животот нема да го заборави, затоа што јас се бавам со последиците од сето ова. Значи тие се долготрајни на сите полиња на личноста функционирање, од когнитивниот дел, значи размислување, она не може доволно да се концентрира, да работи, да донесува одлуки здрави за себе, на емоционално ниво, на бихевиорално ниво, начинот на кој што се однесува, значи ќе се смени тотално. Во изборите и одлуките што ги прави во животот ќе се смени, партнерските релации, значи секој се смени во животот и тоа ќе трае со години. И кога би имала соодветна и психолошка помош и психосоцијална поддршка, значи ќе и треба време за да го надмине сето тоа, да може да се стишаат сите тие преживувања внатре и да може некако нормално да се живее. Моника, колку од жените, девојките кои пријавуваат насилство и бараат помош од вас, се обесхрабруваат институционално да изнајдат решение преку полиција, обвинителство? Има ли некоја бројка колку од жени и што ги обесхрабрува да продолжат битката за да дојдат до правда ако биле и малтретирани, злоставувани или ако биле дел од семејно насилство? Би рекла жените кои што имаат деца, најмногу ги обесхрабрува што после тоа. Знаете, не е едноставно сега ние една жена да тргне на пример од тука и да не знае ни каде оди, а при тоа има уште 2 дечиња и е финансиски зависна, не вработена, да кажеме, тоа се многу дополнителни елементи каде што не се ти изговори. Обично знаат да кажат изговорот зашто не сака да го остави насилникот или сторителот. Тоа не се изговори. Тоа е реалност, суштинска реалност во нашето општество. Жените најмногу кои што остануваат во насилната средина, најмногу ги спречува да ја напуштат условията по излегувањето од насилната средина. Дури да се постапи, да речеме, дури вработените, полициските службеници, инспекторите и целосната таа постапка да биде одлично спроведена, дури Центарот за социјална работа да ги обезбеди сите права доманот на социјалната заштита, дури оваа жена да биде, да речеме, во ризик, па да биде сместена во шелтер центар, што правиме после тоа? Што правиме после целата? А се соочува ли во меѓувреме со закани од насилникот? Кому, иако рековме нема да користиме термин жртва, кому му била жртва? Се соочуваат ли со... Се соочуваат. И како делува полицијата, система за да ги заштити од поднатамошни закани?
Зависно, секоја ситуација е сега сама по себе индивидуална. Нели секоја закана бара постапување, особено ако има мерки за заштита, изречени мерки за заштита, каде што има забрана за повторување на семејното насилство, забрана за комуницирање, забрана за телефонирање, забрана за приближување на определена дистанца. И сепак се обесхрабруваат да продолжат постапка. Да, постојат и такви случаи. Апсолутно постојат и такви случаи. Снимивме ние една изјава од судиката Габриела од Велес. Станува случајот за велешанката Пале Иловска, која беше ослободена од вина за тоа што, да речеме, губи насилниот партнер кој со години ја заставуваше во самоодбрана, потоа пресуда која потврди апелациониот суд. Ајде да слушнеме и таа изјава, па да се вратиме повторно во студиото и да продолжиме со темите кои ни остануваат и времето кое ни останува за понатаму. Сосема сте во право кога ќе кажете дека жените се многу често жртви на насилство и сте сосема во право кога кажувате дека многу малку е можеби работено и можеби многу малку е издигната свеста кај жените во смисла дека треба да го пријавуваат насилството. Е сега кога ова го зборувам за семејното насилство. Точно јас постапував по предметот каде што обвинетата беше ослободена од обвинение затоа што се утврди од доказите во текот на постапката дека дејствијата ги преземала во услови на нужна одбрана. И во тој случај, и генерално за ова што ме прашувате, можам да заклучам дека клучната улога во сите овие предмети каде што се работи за родово базирано насилство, значи не зборувам само за семено насилство, туку и тогаш кога сте жените жртви на насилство, клучна улога во целиот оној систем кој што е задолжен да ја пружи казнено-правната заштита, а тоа значи полицијата, јавното обвинителство и на крајот судовите, доколку предметите воопшто дојдат до суд. Можеби најзначаен е оној орган кој што прв ја прима пријавата од жртвата и пристапот на органот кон самата пријава на жртвата. Најчесто во пракса тоа е полицијата, иако согласно закон можат да се пријават тие настани во јавното обвинителство. Меѓутоа најчесто пријавите одат во полиција. Сега полицијата мора да биде родово сензитивна и затоа што од нејзиниот пристап во суштина зависи и колку ефикасна ќе биде понатаму постапката, а и од пристапот на полицијата во суштина се детерминира и понатаму волјата на жртвата, дали таа активно ќе се вклучи во текот на постапката. Јас кажав дека пријавата може да биде поднесена и до јавното обвинителство, меѓутоа очигледно жртвите не се доволно едуцирани дека е тоа така. Јас споменав Истанбулската конвенција, таа кажува дека прво треба да се работи на превенција, меѓу другото тоа значи и можеби кампањи со кои што ќе се запознае населението како се постапува во тие случаи. Обврска е на полицијата, законска, значи не полицијата да треба, туку обврска е на полицијата веднаш, откако ќе биде пријавен настанот, да започне со преземање на истражни дејствија, откако претходно нормално ќе го извести јавниот обвинител, затоа што тој е тој кој што раководи со истрагата и полицијата работи по негови насоки. Ова е најбитната фаза во постапката. Значи, првото излегување на увид на лице место, прибирањето на траги, прибирањето на биолошки траги, преглед на жртвата, преглед на насилникот. Тоа е нешто кое што се прави веднаш, откако жртвата ќе го пријави настанот. Верувајте ми, искуствено зборувам, ако тука се направат пропусти, тогаш настануваат последици кои што воопшто или многу тешко можат да се отстранат во текот на постапката. Добро, тоа беше изјавата на судиката Габриела Гајдова од Велес и случајот со велешанката Пале, која потоа беше ослободена бидејќи во самоодбрана губи насилниот партнер. Мораме да посочиме, ќе заборавивме деница тоа, дека имавме покана и до Министерството за внатрешни работи да ни пратат представник, некој од секторот, инспекторите кои работат ваков тип на тематика, за да кажат и нивната страна
бидејќи имавме и обвинител и судија, сепак нашата покана не ја прифатија и не ни... А голем дел од прашањата требаше кон Да, и нив се да бидат однесуваше на насочени. полицијата, но сепак не испративме. Мораме да го посочиме дека кога баравме веќе одговори од сите институции, побаравме и од нив, вклучително и полицијата. Колегата Давид, спремајќи се за подкастот кој не успа да го води бидејќи е болен, најде еден интересен податок на ОПСЕ, сега малце да го искоментираме тоа. Дословно е веќе прочитам, според истражување за насилство на жени во Македонија во 2019 година, значи ова е анкета спроведена од ОПСЕ, дури 30% од испитаначките рекле дека по 15-тата година биле жртви на сексуално вознемирување, а 14% од анкетираните жени изјавиле дека по навршување на 15 години искусиле некоја форма на физичко сексуално насилство од страна на партнер или на друго лице, а уште пофрапантно е дека само 2% од жените кои доживеале насилство од партнер со кој се во моментов го пријавиле во полиција. Нели се ова поразителни бројки, а за феномен кој ни се случува, да речеме, непосредно пред очите на сите познаваме некој кој бил Па ние жртва на насилник. Да, и како општество, ама сите се општества, еве сега ќе тргнав од тоа мешавина некоја, нели, од националности, од религија, од различни култури и сето тоа. Тоа некаде лежи таму во суштината на сето тоа и го вградува во личноста, да многу жени и не препознаваат дека се жртви на насилство. Имаше пред неколку години така некои девојки млади 14, 15, 16 години кои шамарот од дечкото не го препознаваат како насилство, него дека... Зашто станува збор? Воспитна мерка ли? Па љубоморен бил, многу ја сакал, па ете до шамар и уште после ќе ја убеди дека она била виновна зашто го излажала за не знам зашто. Насилство од мажот исто, или седи тука, или економско, емоционално, физичко насилство, значи се нешто што па сега ја удрила еднашка, ама и она си била крива. Ама не стално, не ја тебало он стално. Ете така некогаш. Да, кога ќе сгрешила нешто или така. Значи не го припознаваат како насилство воопшто, него како дел од нашата култура, како дел од нашето живење. Многу сме на некој ниво ниско на свесност, еве ние може некои стигнува и до месечината, па идат на Марс сега и тоа, ама ние така многу уште примитивно сме долу. Особено во однос и вакви помеѓу половите, партнерите, родови, равноправности, се до тоа е катастрофа уште. Баш е катастрофа. Зашто многу жени доаѓаат и раскажуваат како што се случува во нивните семејства за некои други проблеми и они не препознале дека во семејството има насилник. Него го прифаќаат, па маши, па се што да прави, еве кај да одиш, како да го реши сето тоа, па ќе си покјути. И така, мислам... Моника, извинете, ќутењето лек ли е? Никако. Апсолутно не. За насилството мора да зборуваме гласно. Треба да зборуваме уште од училиштата. Децата треба да знаат што е дисфункционално однесување, да ги препознаваат знаците на насилството, понатаму да градат здрави релации. И би се надоврзала исто, значи, сексуалното вознемирување, по мене, силување во обид. Што би се случило, да речеме, со девојката, доколку била сама, примерот со двете девојки, доколку едната била сама, немала батерија на телефонот, ја однал на некоја друга локација и дефинитивно би дошло до полов напад. Значи, може и такво сценарио, кога би ги правеле сценаријата во зошто била облечена вака или така, или зошто се одела, постои вакво сценарио, дека Абсолютно. имала и среќа, можеби. Апсолутно, постои сценарио дека може навистина да заврши фатално, може да заврши со фемицид. Мора да работиме на превенција на насилството. Не мораме едноставно не смееме да се дозволиме да наоѓаме оправдување за насилство. Насилството е насилство и како такво треба да биде третирано. Во поглед на превенцијата, кој најмногу тука може да игра улога? Дали се родителите, образовниот процес, двете заедно или е пак нешто трето? Или воспитувањето? Системски, само сите институции заедно може да дадат позитивен резултат. Доколку било која алка затај,
во тој случај имаме негативен исход. Нас не се потребни апсолутно сите институции, образованието, односно училиштата, здравството, центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи и така натаму, сите алки се потребни на нас за да градиме едно здраво општество. Дали јас сметате... ги додала родителите. Да, тоа сам да ја прашам, воспитувањето игра ли улога? Во која средина се родила детето? Како, зашто децата ги учат односите помеѓу половите, помеѓу роднините, со светот, кон себе си од родителите. Значи, каков е нивната релација, како мажот ја третира жената, како жената е воопшто третирана во тоа место кај што он пораснал. Значи, кога ќе излезе насилник, како он својата мајка да не си ја почитува, што е женски род. Мислам, многу е битно каде пораснал, како татко му покажал дека треба да се однесува кон жените, или било кој маж кој со кого се идентификувал, ако се идентификува со некој што нели жените ги гледа како нешто таму што треба да служи. Па сега го слушавте првиот дел од подкастот каде што зборевме за новиот идол на младите, Ендрю Тейт. Ета се имаме и таков, например, феномен каде што младите момчиња се поистоветуваат, да речеме, и нив има како некој начин модел, таква личност која што промовира насилство врз жени, само не мизогинист. Знаете како, ние многу зборуваме за жртвите пак. Го користиме тој збор, ама за оние што преживеале насилство. Зборуваме за тоа како ќе ги чуваме и браниме. Никој не зборува за насилниците. Каков тип на луѓе се тие? Какви се нивните карактеристики? Зошто некој врши насилство? Значи, мора да не му е нешто добро него. Како да извршиш? Ние кога ќе видиме некој тепа мачка, нели, и види го каков е гудрил кучето, или не сака животни, или не знам, нели, одма да имаме коментар за тоа. А каков е овој човек? Каков е тој маж што тепа жени? Каков е тој маж што ќе најде девојче у темница и ќе ја силува? Или ќе ја излаже? Или каков тип на тие луѓе? Сега мислам дека треба многу повеќе да зборуваме. Уствари, нив им треба помош. Да. Ама озбилна помош им треба. А што се случува со нашите насилници? Да, ќе добие пресуда, нема да и приогиш, нема да и се јавиш. А кој му помага него? Очигледно дека нешто не му е добро. Тоа мислам дека Деница сакаше да зборува и за реинтеграцијата на жртвите, ете пак како по навика жртви на жени кои биле жртви на некакво насилство и така и нивното враќање по тоа. Покрај нивната социоекономска реинтеграција, што се случува со насилниците? Тоа не интересираше. Дали државата има некаква, не знам, програма или нешто? Па и со жените. Еве и тие што ќе бидат осудени, да речеме, во тие ретки случаи кога ќе бидат осудени, ќе поменат одреден период во затвор. Што се случува кога ќе излезат? Тој нема да е различен човек кога ќе излезат тие трауми, да речеме, што и он можеби си ги влече од детството, што го предизвикале да ги прави тие работи, тие нема да си заминат сами по себе. Дали некој работи со него, дали треба да работи, што се случува? Па треба да работи, треба да му го одреди и законот. И додека е таму некаде на одлежување на казната и пред тоа и после тоа, значи треба да му се даде некој со кого ќе разговара, ќе види што е проблемот со него. Проблем е тоа. Кој човек кој што сака да врши зашто? Проблем е само кога се тепаат маж со маж, а маж кога треба жена. Значи страшно е. Нешто му се случува, нешто што не му дава да живее, зошто некој да формира семејство и да си ја истепа жената и да си ги истепа децата? Зошто? Значи нешто не е во ред со човекот. Мислам, баш му треба голема помош и мислам дека тоа нешто што така идеја беше, па сега мислевме да го работиме со представници од Црвен крст, овие булинг што прават во училиштата. На тие момчиња им треба помош што го вршат, или девојки што вршат булинг, зашто нешто не им е добро. Ако јас се сеќам окей со себе и сум оптимално задоволна од животот, од тоа што го работам, нема да идам по улица и да му дирам шамари на луѓето или оние кои ми се роднини, ми се дома, или некој да излезе да силува девојки по патот, или другарка му најдобре, или не знам кој. Зашто би го направил тоа ако он се осеќа окей со себе? Или има проблем со машкост, или со што има проблем? Значи треба да има места каде што ќе може да се обратат и некој стварно да им помогне, зашто и нивниот живот е упропастен. Ќе оди неколку години во затвор, па ќе излезе, па пак нешто ќе направи. Повторно ќе го повтори дел. Тоа не се функционални единки во општеството.
Моника? Би сакала да напоменам дека кај нас има специјализирано советувалиште. Тоа е под прв семеен центар, каде што се работи, има изготвена посебна програма, каде што се работи со сторители на насилство. Само проблемот е што такво специјализирано советувалиште има само во Скопје. Сега што правиме со останатите градови и луѓето кои што не живеат во Скопје? Колку имате посетители на таа совет? Не, јас не работам во првиот семеен центар, не можам да кажам конкретни бројки, меѓутоа како специјализирано советувалиште кое што работи со сторители, постои. Моника, што прави државата за да ги реинтегрира жените кои се жртви на насилство во општеството? Тоа е еден поголем проблем. Како што напоменав и преска, значи најголемиот предизвик доаѓа по сите овие постапки и по излегувањето од шелтер центрите. Кога една жена ќе излезе од шелтер центар, таа е невработена, односно дури престојува во шелтер центарот, не може да работи. Таа невработена треба да оди да живее негде под наем, затоа што ние сме такво традиционално општество, нели, каде што имото таткото го препишува на синот и повторно жената нема имот на нејзино име, битно она да се омажи богато. Сега кога во тој богат брак ќе најде на вакви дисфункционални образци на однесување и ќе мора да напушти таа насилна средина, тогаш останува дефинитивно сама. Под националната мрежа за семејно насилство постои програма за домување каде што жртвата се домува од 3 до 6 месеци. Односно тоа е привремено домување каде што нели самата жена во согласно со нејзинов договор одбира стан и таму престојува од 3 до 6 месеци, се платени режиите и дополнително хранарината. Меѓутоа што правиме ние по таа поддршка за домување. Негде тука државата треба да ги превземе одговорностите. Ако земеме во просек, жените кога ќе се вработат и ќе бидат како активни баратели на пазарот на трудот и согласно нивните квалификации, според моето искуство земаат негде 300, 350, 400 евра плата. Јас би сакала да напоменам дека минималната кошничка крајот на минатата година кошта 51.714 динари. Колку оваа жена е финансиски во можност да го издржи тој финансиски товар. При тоа, кога ќе ставиме наемнината и ставиме режиите, значи дефинитивно, поготово во оваа економска состојба која се наоѓаме моментално, доаѓаме на низа предизвици кои што дефинитивно треба да изнајдеме начин да почне да се третираат, затоа што жените ќе продолжат да живеат во насилна средина и потоа знаеме сите какви последици остава се тоа. Иако ни оди времето, а имаме многу теми, муабети, незакажување, сексуалното вознемирување како облик на кривично дело не е дел од нашиот кривичен законник. Колку треба промена во овој дел, бидејќи Македонија е потписник на таа Истанбулска конвенција уште во 2017 и колку треба да се стави моделот на сексуално вознемирување дел од кривичниот законник, бидејќи се почесто жени и девојки се мета на сајбер сексуално вознемирување од колеги, колешки, на работа, на улица и слично. Колку ставањето во правна рамка на сексуално вознемирување ќе подобри ситуацијата? Па може би не веднаш, нели, ама треба да го имаме тоа во законот. И кога ќе се направат промени во законот, би требало да направиме промени нешто и што ќе биде информација до општеството. Знаеш, вакви емисии не требаат многу снимани, да се слуша многу, да се зборува многу, да се од градинка децата да слушаат и да знаат што им се другарчињата, кои се како е штетно да ги повредиш или да се почитуваш, треба меѓу себе, нели, да ги учат. И законот треба да биде поддршка на сето тоа, нели, во името на законот ние ќе правиме тоа и тоа и тоа и тоа и тоа. И ако треба, нели, според законот би требало да има пријави, требало да има санкции и е окей, многу окей, затоа што и да се сензибилизира населението. Не може да ти каже шефот, ај пиле стани, оди, направи работата, завршија, ај душо, дојди да те гушнам. Ти си, мислам,
Она што вработените го примаат као шефов, види, ме сака, многу финен човеков. Мислам, би требало да станеме многу посвесни за тоа. И законот треба да биде тој што води, нели? Постои такво нешто, постои напишано е, треба да размислуваме тоа, треба да работиме и сите ова што го правите и вие и сите ние, да биде поддршка на тоа. Мислиш измените ќе донесат одредена предострожност, можеби да речеме така народски, ќе влеат страв во коски за да се прекине таа форма на сексуално вознемирување? Апсолутно, јас сега преска што кажам, стојам на тој став дека сексуалното вознемирување е силување во обид, така да дефинитивно треба да се воспостават некои мерки и санкции како што не би растел бројот и понатаму. Бидејќи доаѓаме при крај и... Уште едно прашање ќе дадеш за крај, молам. Ја сакав нешто да коментирам, само да кажам, да, законот е многу важен, ама е важно воспитувањето, односно водење на ментална грижа, здравето за менталното здравје, грижата за ментално здравје кај учениците, Апсолутно. да не дојдеме до сето тоа. И да се зборува со децата. Да, заради тоа што јас не тепам луѓе не заради тоа што има закон, него затоа што нешто внатре не ми дава да удрам некому шамара, ми доаѓа некогаш, нели? Ама не идам да бидам насилна кон другите, не зашто има закон дека ќе идам у затвор, него затоа што нешто внатре не ми дава. И тоа внатре, тие кочници, ние треба да ги поставиме во личноста на децата од малецки. Дени? Мислам дека делумно ми го одговори прашањето. Прашањето ми беше во насока на последиците, колку имањето или немањето последица од нешто што ќе направи насилникот влијае на тоа дали ќе го изврши делото. Ама и сега откога го кажав тоа, сваќам дека всушност треба многу порано да почне тоа, значи воопшто да не дојде до моментот да се изврши. Тоа што ме интересираше е дали овие мажи кои се често насилни кон жените, истовремено значи дека се насилни кон други мажи. Или тоа што последицата е помала од насилството за затворени врати, например, што ќе удри шамар над жената, него ќе го мотивира дека он, например, ќе биде насилен дома, ама никогаш нема да биде насилен со својот шеф, да речеме, или со полицаец да биде насилен. Интересно. Дали последицата игра улога исто така, освен тоа што си го носиме во себе? Мислам, прашањето е одлично, само во тоа што во психологијата или кога ги гледаме личностите, никогаш нема јасни линии поставено, па ние знаеме од оваа страна на црвената црта тие се такви или да ги класифицираме личностите. Значи може некој човек да е цело време така анксиозен, да е гласен, да изгледа агресивно и никогаш никого да не удри. И никогаш ништо да не направи. Али е така, гласен, дојде, па нервозен нешто. Има луѓе кои се многу фини, во општеството ги гледаш, па се еминентни, па ги пишуваат, па на новини, па на телевизија, имиња, и кидат дома, ќе ги знатепаат жената и децата. Мислам, имаме такви случаи. Има луѓе кои се тепаат надвор, па ќе дојде дома, па ќе си ја гушка жената, си ги сака децата. Значи, се има. Сите варијанти. И овие ја што ги кажав и уште кој знае колку илјадници варијанти на сето тоа има. Не можеме да предвидиме однапред кој ќе биде насилникот, да знаеме, овој влегува во таа карактеристика на личноста и сега ова ќе биде насилник. Значи ние за жал ги гледаме од која ќе ги направат делата. Да. Јасно, ме интересираше последицата, како тоа што кај нас нема, што е неказниви се во најголем дел овие дела. Како тоа влијае, дали ги мотивира? Па да, затоа што му дава, па да, си добива поддршка. Ако нема санкции против тоа што ќе го правам, ја можам, ако денеска никој не ме казни зашто дека пушам, ја ќе пушам стално. Ако никој не ми рече зашто жена ти, па уште они ако си се така друштво, па си се поддржуваат, брат тие, те па жена ти, вчера еден шамар со ми ја мојата исто. И си се дружат, супер си живеат заедно. И никој не го каздува, никој, ќе дојде полиција, ќе му направи муабет, он ќе рече, ајде ме лаже, таму се гледа со комшијата ово. Но они ќе рече, добро, сега пази друг пат, не знаеш, жена. И пак после исто, зашто имаше од шелтер жени кои сум ги сретнала, кои кажуваат дека да, они се кријат таму, ама нема никакви последици за нивниот сопруг или за тој насилникот што е. Кога ќе излезат од таму, он пак ќе ги најде и пак ќе ги малтретира. Да, мене тоа е тотално насватлива теза, додека сторителите се на слобода, жртвите ги затвараме во шелтер центри,
И тоа е тотално несватливо. А насилниците на слобода. Да, сторителите на слобода. Еден муабет ќе му направат предупредувачки. Немој така. Ама брат, не е сега ти сега жена или деца, не е да ги мислам ја не знам каков е тоа муабет, не сум присуствувала, сега карикирам, али најверојатно не е нешто што многу ќе го исплаши затоа што он следниот пат кога ќе има можност ќе го направи истото. И уште ќе ја натепа зашто го пријавила. И на крајот на криштата не е целта нели да го исплашиме, туку да се промени свесноста И да ги сноси последиците. Да, и да сноси последици за истите што за Бидејќи жал. сме на крај, ве молам само во неколку реченици порака не до жртвите, до насилниците. До насилниците. А може да живеат поубаво. Од така како што живеат. Може да бидат подобри. Да побараат помош. Ке си најдат ако бараат помош, ке си го најдат патот. Ама не мора така да живеат во конфликт со цел свет, во конфликт со семејството, во конфликт со децата што му се родени. И во конфликт со себе. Да. Значи не мора така да живеат. Моника? Јас сепак би порачала на порака, би им пратила на порака до жените жртви на секаков вид на насилство кој што се случуваат во моментот. И да им кажам дека има начин, дека постои начин, дека постојат сервиси, дека Националната мрежа против семејно насилство и женските центри кои што се отворени во Скопје, Тетово, Куманово, Кавадарци и Битола функционираат и работат за овие жени и дека ќе ни биде задоволство да дојдат и едноставно да изнајдеме начин да им помогнеме. Дека секогаш постои начин, дека колку и да е тоа клише, секогаш постои светло на крајот од тунелот, меѓутоа ако не пробаме, не можеме да знаеме дека нивниот живот би можел да изгледа малку поинаку од тој што го живеат. Добро, јас имам една порака до насилниците и до девојките сите да пријават било каква форма на насилство и дека вистински маж не малтретира жена и дека тоа не станува збор за мачо мажи, него за едни обични кукавици. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам за муабетот. Се надевам дека бевме добри домакини, ве доживеавме како одлични гости. Фала. Па ви благодарам што не викате да разговараме на вакви теми. Благодарим. Фала ви.